престојот на македонските пратеници во Израел. Јас нема да дозволам ниту дом, ниту јас да бидеме колатерална штета на туѓи расправи. Прво, пред една недела заминав за Литванија и Латвија, каде ја водев парламентарната група за пријателство со овие земји, како нејзин председател. Со првата земја првпат воспоставивме парламентарна соработка, а со втората ја продолживме по 4 години прекин. Второ, директно од Рига заминав за Ерусалим како учесник на конференцијата на европските пријатели на Израел. Отидов на покана од Израел како член на парламентарната група за пријателство со оваа земја со комплетно покриени трошоци. Трето, како што е вообичаено во вакви случаи, парламентот беше известен за патувањето, овој пат преку колегата Павле Трајанов во својство на председател на групата. Понатаму информацијата е проследена преку службите на Собранието и до Министерството за надворешни работи според стандардните процедури. Убедена сум дека процедурите беа стандардни, што го знам од моето искуство како пратеник во 3 мандати, поранешен подпредседател на Собранието и активен учесник во меѓународната соработка. Предпоставувам дека до недоразбирање со председателството на парламентот е дојдено поради специфичната политичка ситуација и турбуленциите во Македонија. Немам намера никого ниту да бранам, ниту да напаѓам. Зборувам во свое име и сакам да го свртам вниманието на македонската јавност кон важни настани што се случуваат околу нас, а ние сме на работ да ги пропуштиме зафатени со своите ситни капки. На конференцијата во Ерусалим учествуваа 520 пратеници од 37 земји и од Европскиот парламент. Дури 104 пратеници од Европскиот парламент. Учествуваа сегашни и поранешни премиери, председатели на држави и министри. Имавме чест да го чуеме комплетниот политички врв на Израел со председателот Шимон Перес и премиерот Нетањаху. На конференцијата детално се анализираше состојбата на Блискиот Исток во светло на настаните во Египет и Тунис. На крајот сите присутни се согласија дека Европа треба да биде будна и активно да ја спречи радикализацијата на состојбите поттикната од Иран. Во декларација истакнавме дека не смееме да ни се повтори холокаустот на евреите, ниту на кој да е друг народ. Во име на македонската делегација бев повикана да положам цвеќе за жртвите на холокаустот во Јад Вашем. Израел од своја страна за возврат на поддршката на европските земји им ги понуди своите знаења и искуство на планот на науката, технолошкиот развој, земјоделието, екологијата и обновливите енергии. Мислам дека се ова заслужува внимание и затоа како член на групата за пријателство со Израел, како пријател на Израел, ќе иницирам поширока расправа за состојбите во Израел да се запознае целата македонска јавност. Сметам дека тие состојби се многу релевантни и дека на таков начин треба да ја следиме надворешната политика. Поверете прашање. Пред малку генералниот секретар брифираше дека и вие сте немале патен налог за Израел, сте имале само за Латвија. Што направиле, ме чуди ова, затоа што јас заминав право за Литванија и Латвија и оттаму, како што спомнав, за Ерусалим. Според моите информации, јас имам подпишан патен налог и затоа многу спокојно отидов таму и колку што јас знам, сите тројца кои што бевме најпрви во делегацијата, господинот Александар Спасеновски, јас и Владо Бучковски, сите имавме налози, едниот колега го откажа патувањето, другиот го зеде налогот со себе, а јас од Рига не стигнав да тркнам до Скопје. Тоа е. Значи, од кого добивте дозвола за да се минете на патувањето, со оглед на тоа дека од Собранието излезе информацијата дека не знаат за патувањето што ви не организира? Пратениците имаат задача да иницираат разни работи, да учествуваат во разни работи за кои што веруваат дека се од интерес на својата земја. Посебно во меѓународната соработка, тие треба да бидат иницијативни и треба да не пропуштат настани како што беше овој во Ерусалим. За такви ситуации, кога организаторите ги покриваат трошоците, нема потреба од дозвола од никого. Ниту имало некогаш таква пракса, ниту треба да има во иднина. Затоа што пратеникот сам по себе е институција која што има обврска да работи активно на оној план каде што може и каде што знае и каде што други сметаат дека е релевантен, па поради тоа го покануваат. Така што мислам дека целото прашање
непотребно се поставува, на сосем друг начин треба да се гледат овие работи, но како што реков, мене ми е жал што вакви ситуации и ваква сериозна конференција, каде што требаше да биде уште поголема делегација, на ваков начин се проследува и наповерувам дека за вас сите како новинари ќе беше многу поинтересно да проследите што се е резултат на дискусиите на едно такво релевантно мноштво политичари од Европа и од светот кој што беше собрано во Русалим, во центарот на светот. Ви благодарам многу за трпението.